Насловот на трудот извозна диверзификација и модерна реиндустриализација како фундаментални процеси во забразување на растот на македонската економија, што од почетокот во воедното излагање и председателот на МАНУ и професорот Гоце Петревски кажаа многу работи поврзани со растот на македонската економија во негативен контекст и практично тоа беше нели и предизвикот на оваа конференција и главниот мотив на ова наше истражување, тоа е прилично бавната развојна динамика на македонската економија во посттранзициониот период, не само во транзициониот каде што нели сите земји се соочуваа со тој проблем на негативни стапки на економски раст, туку таа бавна динамика продолжи и понатаму визави просечните стапки на економски раст на поголем дел на земји од Централна и Источна Европа. Во трудот се дадени илустрации за тоа низ бројки на просечните стапки, а не би сакал да трошам овде време, бидејќи сите го знаеме тоа како податок каде е Македонија во групата на земји од Централна и Источна Европа гледано низ призмата на просечната стапка на економски раст. Во тој контекст основни цели на трудот беа адресирање на причините за таа бавна развојна динамика на македонската економија низ една научна и методолошка фундирана основа, а во насока на идентификување на развојните потенцијали на македонската економија и врз база на тие идентификувани развојни потенцијали и можности се обидовме скромно да дадеме сет на предлог мерки и политики кои веруваме и сме убедени дека може да бидат во насока на динамизирање на растот на македонската економија. Јас ќе се обидам тоа да го аргументирам сега низ самите истражувања. За остварување на оваа цел практично за адресирање на тие причини и проблеми тргнавме, првиот чекор беше кон кој тргнавме практично е детална диагностика на моделот на раст на македонската економија, преку примена на оние класични методи кои постојат во теоријата на растот, а се однесуваат на сметководство на растот, тоест квантифицирање на придонесот на одделните фактори во растот на македонската економија, и тоа низ призмата на три пристапи: производниот пристап, пристапот на побарувачки и секторскиот пристап. Јас накратко ќе ги коментирам резултатите, а она на што посебно ќе се осврнам е заклучокот базиран на тие резултати. Имено беше земен периодот од 2001 до 2017 година како посттранзиционен период. Резултатите покажуваат од производниот пристап дека дури 87% од растот на македонската економија, кој изнесува некаде околу 2,66%, е резултат на квантитативни промени на факторите на ангажираноста, на факторите на производство, т.е. трудот и капиталот. Меѓутоа, она што е загрижувачко, дека тие квантитативни промени во новите генерирањето на новите вработени и новите инвестиции во економијата во анализираниот период имаат многу мал придонес во квалитативни промени во растот на економијата и практично само 13% од растот на македонската економија е резултат на вкупната факторска продуктивност, а тоа е на технолошкиот прогрес и на човечкиот капитал како мерка за продуктивноста на трудот. Сега, првото прашање кое се поставува, зошто овие квантитативни промени во овој период се вработени некаде околу 200.000, се отворени 200.000 работни места и стапката на раст на физичкиот капитал е прилично висока, 3,44% во целиот просечен период. Прашањето кое се поставува, зошто овие квантитативни промени не придонесуваат за квалитативни промени, бидејќи ние знаеме дека долгорочниот раст единствено е можен ако има пораст на факторската продуктивност, дека тој не е одражлив ако се базира единствено на квантитативни промени во ангажираноста на факторите на производство. Влеговме чекор понапред во оваа анализа преку анализа на новите вработени од аспект на квалификација, од аспект на дејности, каде тие се креирани, во анализа на структурата на тие нови инвестиции кои го генерираат растот, овој растот 2,66%, и дојдовме до резултат дека најголем дел од тие 200.000 вработени се со ниски квалификации и се вработени во услужниот сектор. Некаде околу 140.000 работни места од тие 200 се креирани во услужниот сектор, и сега тука ќе дискутираме понатаму кога ќе збориме за услужниот сектор зошто е неповолен овој тренд на вработување на услужниот сектор. Ванчо спомна зошто си против услужниот сектор. Јас не сум против услужниот сектор, туку сум против структурата на услужниот сектор. Затоа што најголем дел од тие економски активности во услужниот сектор се практично насочени кон non-tradable, нели услужни дејности кои што не се предмет на
на извоз и во непазарни услуги, во јавна администрација, јавно здравство, образование и така натаму, кои што едноставно за мали отворени економии на долг рок не можат да генерираат раст и тоа се покажува низ призмата на овие резултати. Од друга страна, во структурата на инвестициите, овие 3,44 кои учествуваат со 42% во растот на економијата, може да видиме дека повеќе од 60% се инвестиции во градежни работи, а само 25% се инвестиции во опрема и машини. А опремата и машините знаеме дека се оној катализатор на трансфер на технологија и знаење кој што може да инициира факторска продуктивност. Да не коментирам незначително влијание на инвестициите во истражувачко развојни активности, и тука треба да се барат причините за овие резултати. За да биде сликата појасна, отидовме и во анализа од страната на побарувачката и она ниска факторска продуктивност на македонската економија која што ја осликува неконкурентноста на економијата, најдиректно се рефлектира во негативниот придонес на нето извозот во растот на економијата, и гледате тоа е минус 52%. Збориме за извоз до воден раст, а гледаме дека нето извозот учествува со минус 52% во растот на македонската економија. Тоа чисто ја отсликува таа неконкурентност и уште повеќе е аргумент дека овој модел на раст едноставно е неодржлив на долг рок, и понатаму тезата дека тој едноставно мора да се редефинира, мора да се бара нов алтернативен развојен модел, а ние ќе видиме низ трудот кои се наши сугестии во таа насока. Резултатите од оваа анализа покажуваат дека дури 87% од растот е на страната на побарувачката, на финална побарувачка на домакинствата и јавна побарувачка на државата, а тоа се осликува, нетков уште еднаш ќе повторам, преку негативниот нето извоз од минус 52% во растот на економијата. И сега, за да овие два концепти на модели на раст на страната на понудата и на страната на побарувачката станат уште појасни, отидовме чекор понапред во анализа на секторите кои што го генерираат растот во растот на македонската економија, и тие резултати се очигледни согласно резултатите од првите два пристапи. Она што го каже вице-премиерот на почетокот, растот на македонската економија во ова временска дистанца, значи не само од периодот на последните неколку години, туку во период од 2001 до 2017 година учествува со прилично големи за ваква економија, 16% во растот на економијата, зборам за градежниот сектор. А од друга страна гледате во услужните сектори кои се тие дејности кои учествуваат во растот на економијата. Пазете, трговија на големо и мало, кој што е non-tradable услужна дејност, учествува дури со 25% во растот на економијата. Она што е позитивно во делот на услужниот сектор е тоа што информација и комуникација учествува со прилично високи 11%, и тука е една од политиките и мерките кон услужниот сектор. Ана се компјутерски, програмерски, информатички услуги кои што се tradable, кои што Македонија нели може и ги извезува веќе. Од друга страна гледате дека сите други услужни дејности имаат раст, во вкупниот извоз учествуваат со 65%, за разлика од преработувачката индустрија која има скромни 13% во растот на македонската економија. Ќе видиме зошто са тие толку скромни вака 13%, кога ќе влеземе подлабоко во диагнозата на перформансите на преработувачката индустрија. И сега, она стара дебата која што во теоријата постоја се однесува на индустријски воден версус услужно воден сектор. Јас ќе дадам неколку теоретски аргументи кои што се валидни, постојат во теоријата, во економската, теоретската и емпириската литература, се однесуваат на фактот дека преработувачката индустрија, посебно за мали отворени економии, е главниот мотор на кој треба да почива раст, економскиот раст. Прво затоа што преработувачката индустрија генерира растечки економии од ове. Практично е tradable и тоа масовно производство возможно намалување на трошоците по единица производ, дури и за мали економии во кои што домашната побарувачка не е ограничена. Така да не можеме ние да се базираме на услужниот сектор. Второ, преработувачкиот сектор обезбедува можност за акумулација на капитал. Вие знаете дека преработувачкиот сектор е најкапитално интензивен и практично фактот што е најкапитално интензивен покажува дека токму тука се случуваат оние технолошки прогрес, тоест технолошки развој кој што ја зголемува продуктивноста на економијата. И на крај, многу важно, преработувачката индустрија има силни репродукцијски процеси со сите
поврзаности со сите сектори во економијата. Пазете, ви ако се вратите назад, да не го враќам слайдот, кај секторот, стручни, научни и технички дејности се производно поврзани дејности со услужни, се производно ориентирани услужни дејности. Затоа што статистички тие излегуваат од процесот на производство, од преработувачката индустрија, од типот, не знам, на дизајнирање и развој на производи, од типот на поправки на машини и опрема, од типот на храна за вработените во преработувачката индустрија. Понатаму транспорт и услуги. Тие се сите услужни дејности кои се поврзани со преработувачката индустрија. Секој пораст на преработувачката индустрија значи на пораст и на услужниот сектор во оние дејности кои што се поврзани со преработувачката индустрија. И практично тоа се клучните аргументи во насока на тезата дека моделот на раст воден од преработувачката индустрија може да обезбеди за вакви економии како нашата високи одржливи стапки на економски раст. Сега ја анализиравме преработувачката индустрија, перформансите на преработувачката индустрија во Република Македонија. Може да забележите од овој вториот графикон дека од осамостојувањето на Република Македонија до 2001 година некаде постои драстичен пат на преработувачката индустрија, тој процес на деиндустриализација кој што после 2001 година има благо зголемување со значителни осцилации, посебно во период на светската економска криза, и тоа учество на преработувачката индустрија во растот во бруто домашниот производ денес изнесува во 2017 година околу 11,8%. За илустрација да видиме колку сме ние индустриализирани и колку е лоша таа индустриализација, може да забележите дека сите земји кои што имаат прилично висок процент на преработувачката индустрија во бруто домашниот производ се практично земји кои што имаат прилично високи економски перформанси, т.е. високо ниво на бруто домашен производ пер капита, од типот на Словенија, Чешка, Словачка, Унгарија, се земји кои што имаат приближно 20% релативно учество на преработувачката индустрија во бруто домашниот производ, и гледате дека таа корелација е силно позитивна. Оние земји кои што имаат ниско учество на преработувачката индустрија во бруто домашниот производ од типот на Албанија, Македонија и Босна се земји кои што практично во оваа група од Централна и Источна Европа имаат најниско ниво на бруто домашен производ по глава на жител. Сега понатаму продолживме во продлабочување на таа анализа на преработувачката индустрија, гледано низ призмата на продуктивност и бројот на вработени во период од 2006 до 2017 година. Гледате, има прилично мало зголемување на бројот на вработени во преработувачката индустрија, само 20.000 вработени, од 123.000 во 2006 на 143.000 во 2017 година, тоа се 20.000 нови работни места во преработувачката индустрија. Без да го проверам овој податок, со сигурност ви кажувам дека 95% се во технолошко развојните индустријски зони. Председателот овде на комората може да го потврди или демантира тоа, дали во овие 10-15 години домашната преработувачка индустрија вработува. Јас мислам дека не вработува и ќе видиме кои се причините за тоа и како да се надмине таа негативна појава. Од друга страна гледате дека продуктивноста на преработувачката индустрија, мерена како бруто домашен производ, како бруто вредност во однос на бројот на вработени, има благо зголемување од $8.000 во 2006 на $10.000 во 2017 година. Ова е направена детална анализа на преработувачката индустрија по отделни индустријски дејности. Она што е неповолно во структурата на преработувачката индустрија е тоа што најголем дел од бројот на вработени кои што ги апсорбира преработувачката индустрија, околу 20% се во текстилната и конжарската индустрија кои се трудоинтензивни, имаат ниска продуктивност, за разлика гледате од фармацевската и машинската индустрија. Фармацевската и машинската индустрија кои што апсорбираат само 1% од вкупниот број на вработени во преработувачката индустрија. Ова е таа структурна трансформација на економијата по делот на преработувачката индустрија, гледана низ бруто додадена вредност во проценти, број на вработени и продуктивност. Има одредени структурни промени, она што Оливера го кажа денес
повеќе е застапена машинската индустрија, автомобилската versus текстилната индустрија и така натаму, меѓутоа тие структурни промени се прилично бавни и придонесуваат многу малку во зголемување на продуктивноста, која што практично е видовме тоа зголемување на продуктивноста на преработувачката индустрија. Има структурни промени кои не предизвикуваат пораст на продуктивноста. Зошто? Затоа што и во рамките на автомобилската индустрија имате дејности кои што се продуктивни, дејности кои се помалку или повеќе продуктивни. Она што посебно сакам да го потенцирам во овој сега е извозните перформанси на македонската економија. Видете сега, она што го каже Оливера, извозно воден раст. Македонската економија во 2000-та година извезувала 1 милиарда евра. Денес извезува 5 милиарди евра. Корелацијската врска помеѓу извозот и стапката на економски раст е многу мала. Зошто? Затоа што во овој пораст на извозот од 4 милиарди има повеќе од 4 милиарди увозна компонента. Значи нема додадена вредност во вкупниот извоз на економијата. Тоа пак го поставува прашањето дали Македонија треба да води извозно воден раст или треба да води раст кој што ќе биде базиран на подобрување на извозната структура. Многу е различно вие да зголемувате раст и да подобрувате извозната структура. Подпредседателот на владата рече, таргетот на Македонија треба да биде 70% од GDP извоз. Да биде 100%, ја ви гарантирам дека нема да има раст. Ако биде вака. Ако биде само извоз заради со претходен увоз од 100%, и тоа се видите на покриеноста на увозот со извоз. Расте извозот за 4 милиарди, а покриеноста на увозот со извоз останува исто околу 70%, и тоа е аргумент на ова констатација. Овие се анализи направени во структурата на извоз. Уште една минута. Уште една минута. Првиот графикон е анализа на извозната диверсификација, вториот елемент е на извозната софистицираност, а третиот елемент на извозната стандардност. Гледате дека Македонија има ниско ниво на извозна диверсификација, ниско ниво на извозна софистицираност и висока извозна стандардност. Тоа покажува дека извозот едноставно има лоша структура. И ова е последниот слайд, јас ќе ве оставам после предлог мерките да ги прочитате сами. Направивме компаративна анализа на извозните перформанси на Македонија и на Словенија. Земји кои што потекнуваат од исти економски систем, кои што имаат приближно исти ресурси, број на вработени и така натаму. Видете сега, извозот на Македонија е 5 милиарди евра. Извозот на Словенија е 28 милиарди евра. 5,5 пати поголем извоз. Ајде да видиме зошто е тоа така. Македонија извезува 447 производи со компаративна предност, Словенија извезува 1076 производи со компаративна предност. Македонија извезува примарно земјоделие, текстил, базични метали и малку софистицирани производи. Видите што извезува Словенија. Извезува електроника, извезува апарати за домакинства, машини, турбини, автомобили и така натаму, компоненти за автомобилска индустрија. Па дури во текстилната индустрија гледате што произведува. Произведува Алпина, не произведува ова кошули за 10 евра. Понатаму, во Македонија од вкупно регистрирани 70.000 вработени, само 3.000 компании се извозно ориентирани. Во Словенија 8.000 компании извезуваат, прават извозна активност. Понатаму, еве ги тие, например, компании кои што извезуваат во Македонија, кои извезуваат во Словенија. Да те дополнам, тоа е 100% од кредитно способните компании што извезуваат. Значи 100% кредитно способни компании извезуваат од Македонија. И на крај, многу пати ние милуваме да се фалиме со податокот. Уште овој го завршувам. Многу пати милуваме да се фалиме со податокот дека ние извезуваме во Германија. А никош не се прашуваме што извезуваме во Германија. Тоа што Германија не сака да го произведува, заради тоа што има ниска додадена вредност. Еве го тоа. Македонија извезува со вредност поголема од 200.000 евра како трешхолд во 80 земји, Словенија извезува во 150 земји. Значи извозна диверсификација од аспект на бројот на производи, од аспект на бројот на компании и од аспект на бројот на земји кај што извезува. И дополнително тие производи што се во структурата на македонскиот извоз имаат ниска додадена вредност, тие што се во словенската имаат висока додадена вредност. На Македонија не и треба 70% по учество на извозот, туку и треба извоз кој што ќе биде базиран нова структура. И тука на крајот се дадени предлог мерки во насока на модерна реиндустриализација и извозна диверсификација, како да се диверсифицира извозот и како да се реиндустриализира економијата, но не со квантитативни, туку со квалитативни структурни промени.
од насочување од индустријски гранки производи со понисок кон индустријски гранки производи со поголем степен на финализација и додадена вредност. Дадени се конкретни 5 мерки кои што се во насока на интензивирање на овие развојни процеси и се надеваме и сме сме силно убедени дека тие ќе дадат конкретни резултати, а во насока на тоа само ќе спомнам како адвокат на Стопанска комора Македонија дека комора Оливера ги спомна овие последниве два со регионална платформа и со мапирање на сектори, комора веќе работи на тие два проекти, така да тие многу брзо ќе излезат конкретни на ниво на поединечен производ. Анализирани се 5107 производи во репродукцијските процеси. Комора во рамките на проектот кој што го работи ќе изнесе до владата стратешки сектори, подсектори и производи кај што македонската економија има реални економски претпоставки, потенцијални компаративни предности каде во наредниот период би требало да се насочи. Јас ви благодарам.